Добро вечер и добре дојдовте во новата епизода на седмица. Како сте ми? Се надевам добри. Еве сме при крајот на годината, односно ова е предпоследната епизода за оваа 2024 година. Вака така истеравме цела година. И тоа не било која, туку прилично тешка година, исполнета со многу пресврти и потреси, но издржавме. Штета што годинава завршува во вторник, па нема да има големо спојување на деновите за празници, затоа што мислам дека сите заслуживме да одмориме. Но тоа е. Не чека многу работа, ќе си одработиме. Ајде да ја почнуваме емисија. Не знам дали приметивте веќе неколку епизоди поред во овој дел од емисијата, односно воведот, и го посветувам на жената која успеа да ја уништи новогодишната атмосфера во главниот град. Нешто како ликот Гринч од детската книга издадена во 1957 година, а кој беше портретиран во многу цртани и играни филмови. Ако не знаете, станува збор за едно зелено хуманоидно суштество, мизантроп, злобно и лошо по природа, која поради своите фрустрации се обидува да им го украде, односно целосно да им го уништи Божик на децата. Па така и нашата градоначалничка, како со сите сили да се обидува да ја уништи празничната атмосфера во Скопје. Но викендов се надмина. Ова што го остави главниот град без вода, толку време на вистина е минува секоја граница. Да, знам дека мора да се санира дефектот, ама побогу, зарем мораше сега, на една недела пред Нова година, навистина човек да помисли дека ова намерно го прави. Знаете како што УЧК ги запираше вентилите во Куманово или пак како што сега израелците прават во Газа. Веројатно таа не знае дека водата е загарантирано човеково право кое не смее да бидеускратено. Како да бевме во воена состојба. Болниците примаа само итни случаи, Институтот за јавно здравје излегуваше со посебни соопштенија што да правиме, како да правиме, граѓаните масовно се изнакупуваа вода. И не само тоа, туку да ја прашам, кој ќе им ја плати штетата што ја предизвика со овој потек, на пример, на кафулињата, кафеаните, рестораните, кои мораат да откажуваат прослави и слично. Во меѓувреме Арсовска, молк. Ниту едно обраќање пред да почне ова, ниту едно соопштение од нејзиниот кабинет, во кое барем ќе ги информира граѓаните и слично. Ништо бе, мукла. Среќа во Скопски водовод има способни луѓе, па работејќи цела ноќ во ужасни услови, на ладно, во кал, сепак успеа прилично брзо да го санираат дефектот и све да заврши за отприлike еден ден. Што се однесува на Арсовска, нејзина работа сите видовме. Беше да отиде да се слика на крај и да го политизира случајот. Сум рекол и ќе повторам. Таа е најголемата елементарна непогода што го има погодено Скопје од земјотресот наваму. Боже Господе, ваква неспособност никој од нас мислам дека не видел досега. Реков, ваљда ќе издржим уште половина година, па после очи да не ја видиме веќе. Доста за неа, да се вратиме на настаните од минатата недела. А ова, слично како и претходната, беше прилично будна. Но пред да одиме на политиката, криминалот, корупцијата и слично, кратко сакам да се задржам на една тема која, да бидам искрен, многу ме потресе. Застанат зад Вања Ѓорчевска на околу половина метар, убиецот, стискајќи ја за вратот и пукал во главата додека била жива. Според обдукцијата, проектилот со калибар од 9 мм поминал преку десната страна од главата и завршил 30 см во телото близу ребетот. Телото на девојчето било закопано во импровизирана дупка, длабока повеќе од половина метро, а долга 185 см. Вања не се загушила додека била врзана во вреќата и ја возеле во багажникот од украдениот Citroen, кажа обвинителството презентирајќи ги доказите за двојното убиство. Убиена е клечејќи, а до местото на ликвидацијата се движела, тврди обвинителството, бидејќи на нејзините патеки била најдена кал. Истата кал била пронајдена на колениците и под ноктите. На лентата со која е била залепена устата биле пронајдени ДНК трагови од обвинетиот Велибор Манев. И Панче Жежовски бил застрелан со ист куршум со калибар 9 мм, произведен во Самоков, македонски Брод. Овие куршуми биле наменети за повеќе видови оружје, за пиштоли и за полуавтоматски пушки. Тој бил закопан во дупка длабока 2,7 метри. Најдена е чаура до дупката во населба Речани, каде бил пронајден и мобилниот телефон на жртвата фрлен во трња. Од извештајот од неговата обдукција произлегло дека смртта била насилна, му било пукано од десно во главата, а куршумот излегол од другата страна. И тој се наоѓал во полунаведната положба кога бил убиен. Смртта најверојатно настанала непосредно по неговото грабнување, рече обвинителката при изведувањето на доказите. Обдукцијата покажала дека двете
жртви, 14-годишната Вања и 74-годишниот Панче, претрпеле тешко физичко страдање пред да бидат убиени, а психијатриското вештачење на обвинетите покажало дека сите во секој момент од действијата биле свесни што прават. Прво, обвинетиот Палевски постојано реагираше на изведувањето на материјалните докази на обвинителството. Тврдеше дека не биле најдени ДНК и отисоци на церадата во која бил завиткан Жежовски. На ова обвинителот одговори дека поврзаноста на доказите ќе ја презентира во понатамошниот тек од судскиот процес. Палче уште на почетокот на денешното рочиште побара да биде вештачен неговиот телефон, каде имало 10.000 принт скринтови. До сега беа сослушани 26 сведоци, обвинителството ќе презентира околу 200 материјални докази. Потоа, доколку сакаат, свој исказ може да дадат сите обвинети. Не знам дали сте приметиле во изминативе месеци ретко ја споменувам темата за малата Вања. Не заради друго, туку затоа што јас сум татко на 14 годишно девојче и секое споменување на оваа трагедија лично многу ме погодува. Но сега не можев да премолчам. Монструмот застанал за девојчето на околу половина метар, стискајќи ја за вратот да не му мрде и пукал во главата додека била жива. Убиена клечејки, а до местото на ликвидација не била носена, туку чекорела. И тоа се докажало бидејќи на низините патичиња имало кал. Истата кал што била на колениците и под ноктите. Устата й била залепена со лента. Значи не се загушила додека била врзана во вреќата и додека ја возеле во багажникот од украдениот Citroen. Обдукцијата покажала дека куршумот поминал преку десната страна од главата и завршил близу рбетот. Еве, додека ви го зборувам ова, искрено се потресувам. Што ли му се вртело во главата на тоа мило мало девојче во тие моменти? Не можам ни да замислам. Навистина се потресувам. Знам дека во светот постојат монструми, серијски убици и слично. Но некако кога тоа го гледаме на странски вести, документарци или филмови, сето тоа ни делува далечно, како да не може да допре до нас. Но ова се наши монструми. Оваа банда, предводена од Палчо, чекореше меѓу нас со години. Идиотот партија формираше, емисија имаше, садеше тикви со половина од поранешното раководство на СДСМ, се дружел со функционери, ручал и пиел со јавни личности. Навистина ми се гади. Среќа што во Македонија нема смртна казна. Тоа би било лесен излез за овие демони. Не, тие заслужуваат да поживеат уште долго зад решетки. А таму маста нека им ја вадат. Реков, ретко се занимавам со оваа тема затоа што ќе кажам нешто што ќе ја мине границата на пристојност и може телевизијава да биде казнета. Затоа дајте веднаш да одиме на една друга тема. И таа е црна, ама не толку. Директорот иницирал купување на видеоапарати, а вице-премиерот го прифатил предлогот. Поранешниот прв човек на државна лотарија Перпарим Бајрами и екс-вице-премиерот Артан Груби се осомничени за сторено кривично дело проневера во службата. Според обвинителството, преку незаконска набавка на апарати за игри на среќа, го оштетиле буџетот на државна лотарија за сума од над 8 милиони евра. Идејата за купување на видеомашините била на Бајрами, а таа експресно ја поддржал вице-премиерот Груби. Второ осомничениот, иако знаел дека барањето за конкретната јавна набавка е противзаконско и дека државна лотарија нема право самостојно да приредува електронски игри на среќа, во јуни 2023 како вице-премиер преседавал со седница на влада и покрај тоа што бил свесен дека акционерското собрание нема надлежност да одлучува за конкретната сделка. Лотарија ги купила видеоапаратите, но тие никогаш не биле употребени, велат од обвинителството. Појаснуваат дека правото самостојно да организира електронски игри на среќа, државната лотарија го немала од 2013 година. Со истрагата се опфатени уште 4 лица за кои обвинителството прибира докази за злоупотреба на службената положба. Ним судот веќе им ги зема патните исправи со обврска за повремено јавување во судот. Груби пак засега е недостапен за полицијата. Неодамна тој преку Фејсбук објави дека е во приватна посета на Косово и планира да се врати. Во меѓувреме од владата открија дека Груби излегол од државата со дипломатско возило на почесниот косовски конзул и бизнисмен Арсим Папранику. Црни Груби, помина времето на играње фудбал во канцеларија, закуцување во кошот и журките на Ахмети. Од сите тие што игра заедно со тебе, со кои заедно садевте тикви, кои те бодреа, на крајот остана сам. Дали си на Косово, дали си во Тирана, дали си во Драч или било каде, твоето време мина. Значи видовме неделава, Груби и другар му Бајрами официјално станаа бегалци барани со меѓународна потерница.
Полицијата ги објави потерниците за двајцата кои се товарат за проневера на околу 6 до 8 милиони евра од државна лотарија. Бајрами, видовме, веќе се обезбедил со правна опрема. Неговото семејство го ангажирале адвокатот Апостолски, кој за својот клиент тврди дека тој не бил избеган, туку ете последните месеци живее и работи надвор од Македонија. Кутриот тој, како секој успешен млад граѓанин на Македонија, се иселил со време и сега се чуди, замислете, што го бараат со потерница. А видовме, не бил Бајрами, само Бајрами, туку и Груби, кој ете нели се правеше наудрен дека приватно заминал на Косо и тој да имал веќе ангажиран адвокат. И замислете, дента кога судот решаваше за притворите, тој преку својот адвокат побарал да се пазари, односно да уценува. Понудата му била ќе се вратам, ама да не завршам во шутка. Или Груби тврдел дека бил подготвен да се врати од Косово, но под услов да не заврши во притвор, туку да добие поблага мерка. Немојте, ви се молам. Уште услови си поставува човекот. Интересно беше што веројатно некој сериозно како да размислувал за оваа понуда, затоа што на судот му требаше, мислам дека некој 24 часа да реши што да прави со Груби. За останатите четворица, тие што биле дел од комисијата, подитно им одреди мерки за предпазливост. Ама за Груби чекавме со часови. Јас искрено не знам во кој друг случај вака судот не одел на дел од обвинетите одма им изрекол мерки, а за некој чекал речиси цел ден. Ама тоа е. Груби си ја дозволи таа дрскост. Невидено. Ама веројатно он знае за нашето судство подобро од нас, нели? Цели 20 години го полнеа со кадри, па затоа може да си дозволи ваква дрскост. Како што можеш и така лесно да си ја помине границата. Седнат како совозач во луксузен Мерцедес, веројатно залегнат комотно во оние кожни седишта, стигнал на граница, го дал пасошот со името Артан Груби на него, граничарот го земал, го поминал ни системот, му го вратил и веројатно му посакал среќен пат. Нели, вообичаена слика како се поминува една граница. А во позадина добро осмислено сценарио за бегство, во кое му помагале партиските инсталации на ДУИ со кои го полнеа МВР и другите институции во изминатите 2 декади. Која е вистината? Недела, 15 декември. Артан Груби во раните утрински часови влегува во дипломатскиот Мерцедес со црни таблички на негов добар пријател, почесниот косовски конзул Арсим Папранику. Од него бара помош да ја напушти Македонија. Очигледно, предходно партиските структури во МВР со кои ДУИ полнеше полицијата цели 20 години му дојавуваат дека се подготвува негово апсење поради случајот лотарија, додека инспекторите се подготвуваат да влезат кај него дома. Груби како совозач на Папранику веќе се упатени кон граничниот премин Блаце. Тука Груби повторно ги користи своите полициски инсталации. Граничарот го зема дипломатскиот пасош на Папранику и македонскиот од Груби, но не го регистрира Мерцедесот дека ја напушта Македонија. Заведува дека бегалецот и неговиот пријател пешки ја минале границата, ги поминува пасошите преку компјутерскиот скенер, веднаш им ги враќа патните исправи, без да почека системот да го извести дека Груби е веќе под мерки на полицијата. За него била активна мерката задржи и веднаш извести, но залудно, затоа што дипломатскиот Мерцедес веќе е на косовска територија. Не само што го пуштиле да ја мине границата, неделата утрото непосредно пред дипломатскиот Мерцедес да дојде до Блаце. Случајно или не, камерите остануваат без батерии. 5 граничари кои тогаш се на смена го известуваат шефот дека мобилниот систем не им работи, бидејќи батериите не можеле да се наполнат. Тој не презема ништо и проблемот не го евидентира дека воопшто и настанал. Е утврдено дека од страна на раководителот на смена БА, откако МССК биле вратени, истите не биле заведени во графите како раздолжени во самата евиденција, а воедно и не ја подполниле графата за забелешка како што требало да го нотира настанатиот проблем со МССК. Граничарот и шефот на смена, кои ги пуштеле Груби и Папранику лесно да ја напуштат Македонија, веќе се суспендирани од работа и се чекаат резултатите од истрагата и дисциплинската постапка против нив. Токму така, Груби немал потреба ниту во гепек да се пика. После 20 години на власт, ете си нашол другар, и тоа не било кој, туку почесен конзул на Косово во Македонија. Си нашол полицаец и така мазно си ја поминал границата. Веднаш по ова, МВР спроведува истрага, го повикува конзулот на распит, открива кој полицаец му помогнал, го суспендира и по кратка постапка му стегнува кривична пријава.
Ако ова не е ефикасна реакција, ја не знам што е. И сега, пред да одиме на најголемиот абсурд наречен реакциите на ДУИ и СДСМ за овој случај, само кратко да видиме колкави се шансите Груби да се спаси. Прво и основно, тешко дека Косово може да му служи како прибежиште или заштита од истражните органи на Македонија. Па дури ни Албанија. Зошто? Доколку властите од Приштина не постапат по распишаната потерница и на некој начин се обидат да го заштитат Груби, ризикуваат да дојде до драстично влошување на меѓуетничките и меѓусоседските односи, нешто што во моментот воопшто не им треба. Доволно проблем имаат со Србија, па сега уште да трпат притисок заради Македонија. Второ, косовскиот премиер Курти. Сите знаеме, не е нешто многу пријателски расположен кон ДУИ. Памтите дека пред изборите тој беше критички настроен кон Ахмети и неговата банда, па дури и неговата партија Самоопределување, иако не стигна да се регистрира на време, отворено ја подржа коалицијата Вреди. Така што моje лично мислење е дека Курти подитно ќе го спакува Груби. Што се однесува на Албанија? Да, Еди Рама е навистина близок со ДУИ и Ахмети, но сепак таа држава во моментов е во отворени преговори со Европската Унија. И не верувам дека ќе ризикува да си ги наруши тие односи заради Груби. Па луѓе, тие го слободија оној градоначалникот од затвор само за да ја удоволат на Грција и на Европската Унија. И трето, но клучно што се однесува на Албанија и Косово, а тоа се Соединетите Американски држави. Да не заборавиме дека патот за кривичен прогон на Груби го поплочи токму Вашингтон со тоа што го запечатија на црната листа. Така што не верувам дека Курти, па дури ние Еди Рама, ќе имаат храброст и ќе ризикуваат да им го свртат грбот на своите идоли. Американците, само за да му ја спасат кожата на Груби. Единствено нешто што гледам како ете би можеле да му помогнат е да му дозволат на некој начин да фати штрафта оттаму, одно да се качи на некој авион и да фати джаде за Дубај или некоја слична држава. Ете, таму може да се дружи со Заев и Филипче на некоја забава или со оној водач на еден од македонските наркокартели кој се крие таму. Само тоа може да му биде спасен. Тезата дека може да бара азил врз основа на политички прогон тешко ќе помине било каде. Пред се поради црната листа. Што? Ке се вади дека американците му вршат политички прогон. Па ако така се вади, азил може да бара само во Сирија или Иран. Зашто еве и Русија не би му помогнала, освен ако не е подготвен нели како командантите да облече униформа и да заглави на некој од фронтовите во Украина. Толку околу шансите на Црни Груби да се спаси. А сега да се вратиме на најголемиот абсурд во врска со овој случај, а тоа се реакциите на ДУИ и СДСМ. Додиме со ред, односно со ДУИ. Од моментот од кога се појави веста дека полицијата го бара Груби, па се до денеска никој од ДУИ, ниту Ахмети, ниту Османи, ниту било кој се нема појавено или дадено била каква изјава. Ниту го бранат, но него ни осудуваат. Едноставно како да се пикнаа во глувчешка дупка. Единствено нешто што видовме е онаа слика од Фејсбук дека ете Ахмети тркнал до Косово, демек отишол да се види со Харадинеј и да го добие клучот од Приштина. Ми жасан да ти бам. Отишол Ахмети онака ете да ја отклучува Приштина додека во мала речица му гори. Тука и што Ахмети жив го нема да каже нешто за својот омилен Пулен. Туку што партијата излезе со едно или само две соопштенија минатава недела кое се однесуваше и тоа не на Груби, туку на сите полициски акции. Значи, збореше за Груби, преку апсењето на наркодилерите и убиците од картелите, па се до разбивањето на терористичката келја. И замислете, сето ова за интегративците било националистичка хистерија и труење на јавниот простор со антиалбанска пропаганда преку ширење омраза која го нарушувала со животот. Искористувањето на чувствата на оние што не се подготвени за соживот и кои секојдневно врескаат по медиуми и кој сака албански некоди во Албанија е многу ризичен авантуризам. Овој пристап најпрво ќе ве гони вас, кои мислите дека можете да го нахраните вашето его и да добиете гласови преку одмазда во второто полувреме против албанците. Приберите ги вашите министри и представници затоа што второто полувреме може да заврши со тежок автогол. Не само за вас, туку за сите нас како граѓани и за нашето општество. Стои во тоа фамозно соопштение од ДУИ. Оу, замислете, сето ова било ширење на национална хистерија и труење на јавниот простор, па и закана дека се можело да заврши со автогол. Па немојте ви се молам. Зарем навистина мислите дека некој во Македонија, посебно албанците, се уште веруваат во овие глупости? Трагично. Ја знам дека сте очајни, ама до толку. Па овој конкретен случај со лотарија, луѓе, е само врвот на сантата мраз.
Освен кривична пријава и истрага во обвинителството, избеганите поранешни функционери во Македонија Артан Груби и Перпарим Бајрами веројатно ги поврзуваат и спорни тендери. Нивните имиња освен на страната на МВР се забележуваат и на договорите за јавни набавки. Неретко се забележува дека Државна лотарија и Министерството за политички систем и односи меѓу заедниците бирале иста фирма за одредена услуга платена со државни пари. Покрај тендерите склучени со Ритрон Копи, кои според информации до кои дојде Алфа се предмет на истрага во финансова. Груби и Бајрами, например, ја бирале компанијата Медиа Груп Дуел. Интересно е што токму оваа фирма одреден период е регистрирана на улица Боров улик број 6 во Тетово, на која иста адреса е запишана и умилената фирма на Дуи Арберија Дизајн. Тендер вреден над 67.000 евра со Медиа Груп склучува Државна лотарија на 26.6.2023 година и го подпишува Перпарим Бајрами. 4 месеци подоцна на 5 октомври, Артан Груби набавува од истата фирма Медиа Груп Дуел Тетово репрезентативен материјал за скоро 6.000 евра. Министерството по еден месец на 13 ноември склучува договор за набавка на печатарски материјал и услуги во износ од скоро 20.000 евра. Со Арберија Дизајн пак Перпарим Бајрами склучува договор во износ од речиси 290.000 евра, додека Министерството за политички систем и односи меѓу заедниците склучуваат вкупно 11 тендери од 2019 до 2023 година или над 770.000 евра со оваа фирма. Тендерите се за одбележување на денот на албанската азбука кој го организираше ова министерство и за одбележување на годишнината на рамковниот договор. Според информациите до кои дојде Алфа финансова во моментов истражува за 6 тендери кои се склучени во периодот од 2022 до 2024 во Државната лотарија. Неофицијално станува збор за набавки на компјутери, компјутерска опрема и телевизори од компанијата Ритрон Копи која е со седиште во Куманово, а собственикот е од Липково. Фирмата е формирана во мај 2014-тата. Она што можеше да се забележи е дека од 2020 до 2023 Ритрон Копи склучува тендери со Министерството за политички систем и односи меѓу заедниците, каде министер случајно или не бил Артан Груби. Вкупно се потрошиле над 67.000 евра. До сега инаку официјално кривични пријави има само за организирање игри на среќа без лиценца, за незаконско формирање на нова државна видеолотарија, како и за набавка на видеолотариски терминали. Вкупната штета се проценува на над 8 милиони евра. И ова е ширење на националистичка хистерија и труење на јавниот простор? Не, драги мои. Реков уште минатата недела. Дојде време да се плати цехот. Затоа што не е доволно Груби да се повлече од политиката, да заработи кривична пријава и ете да му е здува од Македонија. Тој и останатите од партијата треба да ги вратат парите за кои се осомничат дека се стекнати со криминал. А треба да се бара и одговорност од сите оние кои во ДУИ му даваа политичка подршка, како и оние од СДСМ, кои во последните 2 години од минатата влада му беа своевидни оперативци и обични извршители. Зарем некој верува дека Груби се тоа сам го правел? Сигурно имал своји соучесници кои сега исто така ќе мора да одговараат. Не е можно Груби да се осомничи за криминал, а Али Ахмети да е толку чесен. Така што ќе треба да одговара и Ахмети за сето она што им го направија на граѓаните на Македонија, а пред се на албанците, кои ги злоупотребуваше и се богатеше на нивниот грб. Како беше народната, на крајот некој ќе треба да ја плати сметката. А сметката стигне и до СДСМ. Со оглед на тоа дека прво секој избран и менуван функционер кој што врши функција треба да биде отчетен и секако дека работењето треба да биде на увид на сите институции. Тоа е прво. Второ, во однос на информациите кои што беа пласирани во јавноста, тие се информациите со кои што и јас единствено располагам, бидејќи не сум бил контактиран од други од институциите, се надевам дека институциите целиот тој процес ќе го водат на непристрасен и на професионален начин, така како што треба. Оно што можам да кажам е дека во текот на моето работење и како претседател на владата и како заменик министер за финансии сум се водел секогаш од законите, секогаш сум работел согласно со процедурите и немам на ниту еден начин учествувано
во работењето на било кое јавно претпријатие или акционерско друштво во државна собственост. Сепак вие сте председател на владата, дали ви е страх од можна кривична одговорност, бидејќи во вашиот мандат беа овие договори кои што сега се дел од кривична постапка? Јас ви кажав дека целото работење е достапно на институциите, сепак седниците на влада се колективни тела каде што се носат одлуки и тие се носат согласно законите на Република Северна Македонија. И уште еднаш го повторувам дека на ниту еден начин немам учествувано како председател на влада во работењето на јавните претпријатија или акционерските друштва во државна собственост. Како тоа груби осомничен неговиот шеф не е? Ви благодарам. Како тоа груби осомничен неговиот шеф не е? Ете се огласи човекот кој за малку куртули од кривичен прогон. Барем за сега. Имено кривичната пријава на Ковачевски удри во зид во обвинителството. И покрај тоа што полицијата имала доволно докази против екс-премиерот и против екс-генералниот секретар за случајот Лотарија, обвинителството не ги прифатило пријавите. Не ги отфрлиле, ама уште не им бил кренат степенот на сомневање за Ковачевски. Можда треба по една виагра да им дадеме. За нив не е доволен сомнежот дека на седницата на владата, на која е донесена една од одлуките за Лотарија, зашто го ловат груби, присуствувал и Ковачевски. Не, тоа не е доволно да се убедат обвинителите. Изгледа треба да го фатат како прима мито на лице место па да се уверат. Всушност, и тоа изгледа не е доволно. Го памтите видеото 1 евро за црквата, 1 за вице? Значи не може полицијата толку да уапси колку што ова правосудство може да ослободи. И додека Ковачевски ете го прета, што прават неговите од СДСМ? Луѓе тресат глупости. Ете што прават. Дали бегството на Артан Груби е политички договор помеѓу ВМРО ДПМН и ДУИ, прашува опозицијата. СДСМ објави информации добиени од свиркачи, според кој 3 дена пред бегството на Груби биле поставени полициски контроли на кружниот тек пред граничниот премин Блаце, но на полицијата никој не и кажал кого чекаат и кого треба да стопираат. Информацијата ја добиле дури откако Груби ја минал границата. Или биле целосно неспособни да го спречат, или пак второто и поверојатно намерно не го спречиле. Дали Тошковски ќе каже искрено која е причината што Груби дента кога требало да се обелодени страгата, слободно си ја напушта земјата, а акцијата за неговото спречување е целосно нарушена. Кој ќе одговара за тоа доколку Груби воопшто не се врати во земјата? И дали ова можеби не е цената за поддршката на ДУИ што им ја дава перманентно на ВМРО ДПМН во собранието? Не бе, не. Дали на вистина СДСМ се дере, фатете го крадецот. Поуште и тврди дека ВМРО ДПМН и ДУИ имале договор и дека Груби избегал со нивна помош. Па луѓе, извинете, ова е на вистина забегано. Поголема глупост не сум слушнал. Држат пресови и луто обвинуваат дека некој од власта го пуштил Груби да избега. Груби, човекот кој беше прв вице-премиер во нивната влада и кој беше пали гаси за СДСМ. Човекот кој да речеше оп, тие само прашуваа колку високо треба да скокнеме. Луѓе, нели самиот Филипче призна дека ДУИ ја трошеле СДСМ во период додека биле на власт и дека како партија тие биле сервилни кон нивните коалицијски партнери, а тие ја злоупотребиле нивната широчина. Ова не се мои зборови, туку на самиот Филипче. Истиот Филипче, кој беше министер во истата влада во која што беше и Груби. Влада која не само што не го санкционирала криминалот или пак го гонела, туку криминалните одлуки ги носеле заедно на седници на кои биле присутни министрите од СДСМ и од ДУИ. Ајде да е за некој случај кој ете не сме знаеле. Па луѓе, само ние во Алфа во време на владата на СДСМ и ДУИ толку прилози сме направиле на тема Лотарија и спорните тендери што мислам дека пена ни фати устата. Така што и да велите не знаевме ние, затоа не го гоневме, не ви држи вода. Еве да не бидам дека јас кажувам. Were you surprised when you saw the name of Grubi on the list? No. And it would be my guess that there is probably no one in this country amongst the citizens, amongst the judiciary, amongst anyone who was surprised to see his name on the list. One of the things that has been consistently true is when the United States has announced the designation of an individual, and this is same for Judge Bigetti, nobody says, oh my gosh, I can't believe it.
Everyone knows in this country who is corrupt. And frankly, this is something that we have been working closely with Washington, D.C. to have processed. So it has been many, many months. So I was not at all surprised. I was very pleased, and I was very pleased that Washington was able to make the announcement on International Anti-Corruption Day on December 9th. So I was not surprised. I was pleased. Токму така, никој не беше изненаден за Груби. Доволно медиумите објавуваа, ама тогаш гласот не допираше до СДСМ, не допираше до обвинителството или пак до полицијата под Спасовски. И сега истото тоа СДСМ, коете, како што призна и самиот Филипче, го чувале Груби и не го пуштале да замине од фотелја за да не им падне владата, сега се дере, вие го пуштивте, вие имате договор со него. Луѓе, навистина трагично. Па уште и бараат оставка од Тошковски. Од човекот кој во еден ден, во една недела, во еден ден, во 3 акции, го расветли криминалот во лотарија, растури еден од најголемите наркокартели во Македонија и разби терористичка келија. 8 убиства, најмалку 3 обиди за убиство, изнуда, рекет, заплашување, уапсени терористи, уништен наркокартел. Се решено во еден ден. Со други зборови, Министерството за внатрешни работи под палката на Тошковски успеа да разреши повеќе кривични дела, колку што неговиот претходник Спасовски, мислам, не успеа во речиси цел мандат. И сега они ќе бараат оставка од него? Не треба да се занимаваат они со Тошковски. Тој и полицијата си ја завршија одлично работата. Сега предизвикот е на друго место. Гледаме владата влезе во отворена војна со организираниот криминал и корупција. Дали ќе ја добие, ќе треба да почекаме. Полицијата, која е дел од извршната власт, ја заврши својата работа со собирање докази, акции и апсења. Сега на потек е судството. Судирот на владата не е со ситни джепароши, туку со крупни криминални играчи кои имаат многу ресурси, пари, луѓе и врски, и затоа постои опасност се да пропадне во вода доколку судството, кое гледаме дека е на колена, дозволи повторно да подлегне на разни притисоци. Покрај ова жестока борба со криминалот која води МВР, неопходно е да има организирано обвинителство и организирано судство кое што ќе го следи тој чекор. Во случајот неспорно чекорот кој што го прави МВР е поголем од оној што го прават другите фактори во кривично-правниот прогон. Токму така, сега заекот лежи во правосудството, а таму сите знаеме каква е работата. Ако се суди по првичните нивни постапки, навистина постои сомнеж дека сето ова може да биде за џабе. Прво обвинителството, ете уште се мисли за кривичната пријава против Ковачевски и поранешниот генерален секретар, односно на некој начин ја држи во фјок. Да, тврди дека не е отврлена, ама гледаме дека уште не ја процесуира. Второ, симптоматично беше, како што реков, што судот му требаше скоро цел ден да решава за притворот на Груби, додека тој испраќаше аманети и уцени дека ќе се врател, ама да не одел зад решетки. Како да се мислеа дали да го прифатат притворот. И трето гледаме дека по една година, откако го фатија со полн багажник опасна пиротехника, во наводници бизнисменот Дрин Ахмети, којте случајно и внук на Али Ахмети, заработи една, повторно во наводници, опасна прекршочна пријава. Наместо кривична одговорност, тој ќе мине само со парична казна. Според обвинителите, тоа што сите видовме полн багажник не било така. Туку тоа носел само 7 петарди и 13 кутии ракети за огномет, што било мало количество, па затоа немало причина за кривична одговорност. Тоа е истиот оној Ахмети јуниор, кој стана познат на јавноста кога беше откриено дека е собственик на трговскиот центар Соравија, во центарот на Скопје. Тој бе вложен денар на своје име, поседуваше 39% од трговскиот, а откако случајот почна да се проблематизира, се откажа. Се бараше отварање на постапка за продажбата на Соравија, но обвинителите решија само да бидат неми посматрачи. И да е само тоа, и по овој случај, јавноста сведочеше за нови и нови скандали. Се откри дека од Фондот за иновации добивал грантови во износ од 82.000 евра. Си имал фајдено и од Елем, преку 2 тендера од македонски електрани, добил речиси 90.000 евра. Нема врска што за добиените грантови, младиот Ахмети стана и случај за антикорупционерите. Се е тоа џабе.
гласот изгледа уште не пробива. Како кажав пред малку, не може полицијата толку да уапси колку што ова правосудство може да ослободи. Ковачевски, Груби, Дрин Ахмети, наркокартели, терористички кели. Џабе владата влезе во отворена војна со организираниот криминал и корупција, ако во таа војна некој, во случајов судството, ја саботира. Џабе ќе биде што полицијата, која е дел од извршната власт, си ја завршува својата работа ако некој ги ослободува криминалците. Реков предизвикот е на друго место. Така што очигледно, освен отворената војна со организираниот криминал и корупција, сега треба подитно да се работи на проветрување на правосудството, ако сакаме на вистина конечно да видиме правда во Македонија. И тука мислам дека е време да одмориме со еден блок реклами. Останете така, се враќаме веднаш. Добре дојдовте назад. Еве сме при крајот и на оваа епизода од седмица. И тука нели традиционално ни останува уште некоја минута да се позанимаваме со уште некоја тема. Во ваква бурна недела во која те видовме како еден поранешен премиер, еден поранешен вице-премиер заработија кривични пријави, се растури наркокартел и се разби терористичка келија, многу работи кои се случија може да останаа незабележени. Како на пример ова. Македонија има свои символи, химна, грб и знаме, и секој мора да ги почитува. Министерството за образование подготви нов закон за средно образование, со кој меѓу другото е предвидена интонација на македонската химна во сите државни училишта за време на значајни настани, празници и патронати. Законот ја помина првата фаза, комисиската. Во овој момент ништо друго не се дискутира, освен химната, што не е предмет за дискусија. Па од тука можам да речам дека е комплимент за Министерството што не е најдена друга мана, но пак сметам дека е крајно неразумно да се запре законот за средно образование, кој не е менуван повеќе од 20 години, да не може да се имплементираат новините кои државава ги очекува минимум 7 години, а очигледно и повеќе заради една таква дискусија. Денес е законот на дневен ред на собраниска седница. За ДУИ, законот е класичен пример, со кој власта сака да ја наруши мултиетничноста во државава. Според нив се воспоставува етничка доминација. Најавија повеќе од 10.000 амандмани. Предлогот со кој се бара интонирање на државната химна во секоја активност и на почетокот и на крајот на учебната година е мерка која ни изгледа на вистина неразумна. Ја почитуваме химната, но не и одредба што го зголемува притисокот врз учениците албанци, поради тоа што во државната химна не се споменува ниту еден елемент од нашиот културен идентитет. Против новиот закон е и пратеникот на СРСМ, Фатмир Бетики, кој го оценува како популистичка мерка на власта. Бетики потенцира дека доаѓа во отсуство на реални предлози и реформи во образованието. Впрочем, тоа е доказ за нефункционалноста на оваа влада, всушност концептот што треба да се прави во образованието. Како еден од пратениците од опозицијата прашувам што ќе донесе ова законско решение што сакаа да го спроведат за подобрување на рангирањето на нашата држава. Интонирањето на химната е само еден дел од законот кој предвидува длабоки реформи во средното образование. Во него се офатени голем број на нови програми, со кои на учениците ќе им се овозможи стекнување на стручни компетенции кои ќе квалификуваат на пазарот на трудот. Тоа што уште на времето Царовска го уништи, сега Јаневска се обидува да го поправи, ама и ставаат сопки на секој чекор. Иако новиот закон за средно образование, во којете се предвидува интонирање на македонска химна, го помина првиот филтер во собранието, без поддршка од опозицијата, на крајот беше повлечен. Зошто? Затоа што истата таа опозиција, олицетворена во СДСМ, но посебно во ДУИ, повторно обвинува дека со него само се потикнувале меѓуетнички поделби и се заканија дека ќе го блокираат законот со амандмани. Како и да е, сепак добро е што конечно, наместо да дебатираме дали децата може да не викаат мама и тато или родител 1 и родител 2, сега дебатираме дали треба да се интонира македонската химна. Мислам дека ова е голем напредок. Дека нема ништо спорно во законот за средно образование може да се види на сајтот на Министерството, така што е целиот ставен. Со него, средното образование се дефинира како институционално, кадровски и содржински организирано на начин кој овозможува образование за сите ученици во средното образование, вклучително и за деца со странско државјанство или деца без државјанство. Формирање на инклузивни тимови и поддршка за ученици со попреченост. Првпат се воведува кариерно советување, кариерен советник и координатор за практично образование.
дигитални вештини, квалификации стекнати по завршување на средно образование. Со новиот закон се воведува и нова концепција за испити на крајот на средното. Тоа е реформата што ја предлага министерката Јаневска, за разлика од онаја на Царовска и незините наследници потоа од СДСМ и ДУИ, кои сакаа нели родителите во училишната евиденција да бидат именувани како родител 1 и родител 2. Или правеа измени во програмите кои беа катастрофални и допринесоа да настане хаос, како што беше недостатокот на учебници, кои подоцна беа изработени и испечатени, па пак повлечени поради грешки кои беа резултат на елементарни непознавања. Памтите онаја катастрофа од учебник за 5-то деление, каде што имаше податок дека највисоката точка на земјата е Монт Еверест, а тој бил на 29.031 метар надморска височина, односно дека највисокиот врв на светот, кој се наоѓа на Хималаите, е повисок за речиси 20.000 метри. Или оној учебник по географија, во кој основците требаше да учат дека западен сосед на Македонија е Бугарија, а дека на исток се граничиме со Албанија. Тоа сега треба да се менува. И не само тоа, за разлика од времето на СДСМ и ДУИ, овој закон, пред да биде доставен во собрание, ги помина сите филтри пред да биде донесена конечната верзија. Што се однесува на забелешката на ДУИ за химната, само да ги подсетам на еден податок. Минатата година, кога се одбележуваше годишнината од смртта на албанскиот херој Скендербек, албанската влада донесе одлука на ставата секој понеделник да започнува со пеење на нивната национална химна. Дури и тогашната министерка за образование и спорт Куши објави видео направено во различни училишта, каде што се гледаат деца како ја пеат химната. И тоа никому не му сметаше. Ама ако во Македонија се интонира македонската химна, тогаш тоа е меѓуетнички проблем. Деца може да парадираат во униформи на УЧК со пушки во рацете, ама ете, не смеат да ја пеат државната химна. Па немојте ви се молам. Навистина ми е дојдено преку глава од национализмот на ДУИ и неспособноста на СДСМ. Дајте, аман, посветете малку внимание на себе. Реформирајте се, исчистете тоа партиите од криминалците, поставете паметни луѓе на клучни позиции и конечно бидете вистинска опозиција. Вака како што сте трнале, со луѓе како онаја Чупеска која сама си посакуваше добре дојде на телевизија, нема далеку да стасате. Толку. Тука е крајот и на оваа епизода на седмица. Се надевам дека го задржа вашето внимание. Да ве подсетам тука дека оваа епизода, како и кратките видеа, можете да ги најдете на YouTube каналот Седмица со Коле Чашеве. Што се однесува за телевизија, со Господ напред се гледаме за една недела во исто време на исто место. Имајте пријатна вечер.